Добро вечер, Крива Паланка. Добро вечер за ВМРО, ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, драги пријатели. Добро вечер, победничка Крива Паланка. Победуваме! Драги пријатели, на почетокот сакам да изразам задоволство што еве денеска официјално почна со работа повторно рудникот Тораница. Веќе поголем број рудари ќе тргнат на работа, а се очекува дека ќе дојде и до 450, можеби и повеќе вработувања. Нека им е со среќа, нека ирлија, нека се движат во добар правец работите. Направивме максимум за сето тоа во најкраток период да се санира, да се среди и да се врати на добри патеки. Почитувани присутни, драги пријатели, поминуваат деновите на кампањата и како тие поминуваат, се повеќе сите работи стануваат појасни. Ако порано некому не му беше јасно зошто се случуваше во овие 2,5 години на начин на кој што видовме како се случува, сега работите се разјаснуваат. Сега нештата стануваат јасни. Народот се повеќе разбира што и се случуваше на Македонија и зошто и се случуваше. Кои биле намерите, кои биле мотивите, што некој сакал да постигне преку Заев и преку се она што се случуваше во овие 2,5 години. И колку повеќе народот тоа го разбира, толку повеќе СДСМ е во паника и толку повеќе нивното членство разбира дека ќе ги загубат овие избори како никогаш досега, дека ќе претрпат огромен пораз, историски пораз за многу работи, за многу нешта што и го правеа на Македонија во овие 2,5 години. Драги пријатели, се сеќавате дека приказната за фантомски гласачи ја започна на денот на изборите, односно по изборите во 2014 и тоа беше поводот за да ја почнат политичката криза во Македонија и подоцна да ја продлабочат. 2,5 години го малтретираа македонскиот народ со приказната дека имало 500.000 фантомски гласачи. За сега да излезат од Државната изборна комисија, каде што тие имаат доминантно учество и влијание, и да кажат дека нешто нема, не само што нема фантомски гласачи, не само што не се намалува бројот на луѓе што ќе гласаат, туку се зголемува за 5.000. 5.000 повеќе гласачи ќе гласаат на изборите на 11 декември, отколку во 2014-та. 2,5 години го лажеа собствениот народ. 2,5 години лажеа 2 милиони луѓе. Без срам, без усул, си го лажеа собствениот народ. И сега бараат тој ист народ да им даде поддршка, да гласа за нив, да ги донесе на власт, за да продолжат да го лажат и понатаму. 2,5 години ја држеа земјата како заложник. 2,5 години бркаа инвеститори. 2,5 години го успоруваа нашиот развој и носењето на инвеститори кои отвораат нови работни места за невработените, што директно влијае и на стандардот на вработените. И затоа сега граѓаните имаат мотив повеќе да ги казнат. Тие ќе ги казнат за многу работи, но ова е една од позначајните работи зошто ќе бидат казнети на 11 декември. Па така сега во паника, кога веќе гледаат дека ќе загубат, почнаа да си го тешат членството, дека ќе изгубеле, ама не многу. Малку ќе изгубеле. За 7-8 пратеници и потоа ќе влегле во некоја широка коалиција.
Не само што нема да изгубат малку, туку ќе изгубат со огромна разлика. Со огромна разлика после кое што ќе се срамат да помислат, а камоли да побараат широка коалиција. Па им збореле и на некои структури од странство дека добро е да има широка коалиција, дека тие ќе помогнеле за некои прашања што ги интересираат од надвор да се решеле како што тие сакаат, што ли нема да смислат и да направат за да ја продолжат кризата. Правење широка коалиција значи продолжување на кризата. Исто како што продолжувањето на работата на СЈО нема да биде ништо друго, туку продолжување на кризата, со цел некој да може да си оствари негови интереси, некој однадвор да оствари некои негови цели и интереси, кои што не се цели интереси на Македонија и на македонскиот народ и на другите граѓани во Македонија. Затоа, исто така, нашите граѓани ќе имаат мотив повеќе да го казнат СДСМ. Но, драги пријатели, постои една сигурна опција да не може да се продолжи политичката криза. А тоа е излегување масовно, подршка на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија, добивање 63 пратеници за ВМРО и коалицијата и ставање крај на политичката криза, на политичката нестабилност во Македонија. Само тоа е гаранција дека ќе заврши политичката криза и ќе тргнеме во едно време на политичка стабилност, политичка влада и силен економски напредок на Република Македонија. Со тоа, истовремено ќе се испрати порака и до Зоран Заев и неговото раководство, но и до сите оние негови сценаристи, на кои што се надева Заев дека ќе го донеле на власт, како што пишува во неговите пораки до Мендук Тачи, во кои што вика дека го спремале некој од надвор, од горе, самиот си пишува Зоран Заев, ќе го направеле премиер. Абе, овој народ може само да те направи премиер, а не некој од надвор, не некој од горе. Оваа држава е на овој народ што живее тука. Тој одлучува. Затоа, драги пријатели, ако за секој во Македонија што сака кризата да заврши, да влеземе во период на политичка стабилност, треба да знае дека единствена гаранција се 63 пратенички места за ВМРО и масовно излегување на сите граѓани да гласаат за ВМРО и коалицијата. Откако им помина тоа со широка коалиција и сватија дека и таа не ја бива, фатија сега да се занимаваат со лажни анкети. Ама, бидејќи толку е голема разликата и лажните анкети што ги прават, срамиме да ги направат дека победуваат, туку дека губат, ама малку. Го викнале пак оној Спасов од рейтинг агенцијата, која што во 2014 пред изборите објави дека СДСМ ќе имала убедлива победа. И им направи рейтинг дека губат, ама малку. Срам му е сега да излезе пак дека ќе победат, се обрука еднаш пред цела држава и сега вика, добро, ќе ви помогнам, ама нема да пишам дека многу губите, дека малку губите. Од именатиот пат, јака беше руката. Го викаа по сите медиуми да се правда, како тоа кажуваше дека СДСМ ќе победи убедливо, а на крајот најубедливо загуби. Почитувани присутни, она што исто така го прават е пуштени са во едно силно и масовно лажење на граѓаните и ветување на се и се што. Кој што сака, тоа му ветуваат. Например, се извинувам, моите алергии во овој период се активни. Например, тргнале со лагата дека ќе обезбедат по 500 евра, ќе се обезбеди со враќање на 15% од ДДВ на крајот на секоја година. Нити пресметале, нити направиле рачуница од ракав,
ке си лажеме, никој нема да не фати. Народов направи математика и излезе дека секој граѓанин треба да троши по 2 до 2.500 евра месечно, за на крајот на годината, секој месец ако троши по 2 до 2.500 евра, на крајот на годината да добие 500 евра. Па кој во Крива Паланка троши секој месец по 2.500 евра цела година? Колку луѓе во Македонија трошат толку пари? Кого замајува? Кого лаже? Зошто се ги подценува граѓаните од кои што после бара доверба? Па луѓето, ако се сиромашни, многу од луѓето, ако некои од нив се невработени, не значи дека треба да си поигрува со нивните чувства, со нивните емоции, со нивните надежи. Затоа ќе биде дополнително казнет на 11 декември. И од оние кои што ги лажи за 15% ДДВ 500 евра, и од невработените на кои што им кажува дека ќе донел толку многу инвестиции, што ќе се вработат сите и ќе ги врател и сите од диаспората, па им ветува на родителите во Македонија, ќе ви ги вратам децата од диаспората, демек толку фабрики ќе дојдат во Македонија, толку работни места од заев ќе се отворат, што ќе не може македонскиве граѓани што живеат тука да постигнат, па ќе мора од Њујорк, Чикаго, Мелбурн, од Италија, од секаде да ги враќа, да се вратат за да од таквиот наплив на инвестиции заев што ќе го направи да го задоволат. Кого лажи, драги пријатели? Човекот е 11,5 години властодржец во неговата општина во Струмица. 11,5 години ја води општината. 11,5 години на власт. Една компанија нема донесено покрупна и посериозна која ќе вработи 1000 или 1500 луѓе од општината. А ги лажеше за да ги добие гласовите во 2013 дека ќе отвори индустријска зона и не знам колку илјади граѓани ќе се вработеле и како резултат на тоа ќе се намалева невработеноста. Една фабрика не се отвори во Струмица, во таа индустријска зона, една компанија не донесе во 11,5 години во неговата општина. А вие ќе чекате во Крива Паланка да ви донесе. Или не знам, некој во Охрид, или во Штип, или во Пробиштип. Драги пријатели, човекот лажи и мами. На сите им ветува се што сака да чујат. И мисли дека луѓето во Македонија се со толку низок капацитет, да нема да го примета тоа и ќе ги изврши да му дадат подршка да дојде на власт. Нема да биде така. Овој народ е мудар, овој народ е паметен, овој народ има далеку поголем капацитет од капацитетот на Зоран Заев и таа банда собрана околу него. Или она приказната со просечната плата. Ветува 500 евра просечна плата и тој е единствен политичар во Европа кој што ветува дека тој ќе ги качи уплатите во приватниот сектор. Нема друг политичар во Европа што вика дека тој ќе ги качи во приватниот сектор, не во државниот, во приватниот. Драги пријатели, платите во приватниот сектор растат само на еден начин секаде во светот, во сите пазарни економии. Растат на начин што се намалува невработеноста. Колку што повеќе се намалува невработеноста, толку повеќе работодавачите мора да им дават повеќе пари на нивните вработени за да ги задржат, да не заминат во друга компанија која отвара нова фабрика или нова компанија и да им ги преземе. А и тие новите што доаѓаат им нудат повисоки плати за да ги преземат од друга. Така растат платите во цел свет. Зошто го подценува невработениот народ во Македонија? Зошто ги подценува вработените? Со ова ги подценува вработените кои што имаат пониски плати, па еве тој ќе им обезбедил на тој начин 500 евра плата. Инаку, кога сме веќе кај просечната плата, да ве подсетам дека таа во Македонија изнесуваше во 2006 година околу 11,5 денари. Сега е речиси 23.000 денари. Ниту закон носевме, ниту декрет, ниту одлука на влада,
едноставно привлековме инвеститори кои отвараа нови работни места. А ги привлековме со создавање на 5-та најдобра бизнис клима во Европа и 10-та најдобра во светот, според Светската банка, со правење на најниски даноци во светот, со правење добри услови за бизнис, само така може да се привлечат. И нормално со правење на тим кој ќе ги убедува инвеститорите, ќе работи со нив, ќе им пренесува информации, ќе им помага да дојдат, да инвестираат во Македонија и да отворат нови работни места. Така се решава невработеност и така се влие на покачувањето на платите на вработените во приватниот сектор. И тој мисли дека народот тоа не го разбира или нема да го разбере. За тоа подценување исто така ќе добие казна на 11 декември. И драги пријатели, за сите оние кои се уште размислуваат да гласаат за Зоран Заев, треба да знаат дека тој, кога е на власт во Струмица или ако го гласаа да биде на власт во Македонија, тој со себе си носи пакет. Значи не оди сам. Во пакетот е и вицето. Во пакетот е и неговиот начин на работа и управување. Како што си работи во Струмица, ќе си работи и на цела Македонија. Како што си ги навикнал сите бизнисмени во Струмица да му даваат мито, тоа е рекет, така планира и пакетот ќе си биде да си ги уче сите во Македонија, ако треба да добијат нешто законски и легално, од типот трансформација на земјоделско во градежно земјиште или нешто друго, ќе си знаат тарифа и ќе си плаќаат 1 евро за државата, 1 евро за вицето, така. Се сеќавам кога го гледавме на она снимка, му вели на човекот, па добро, таков е редот, нели знаеш ти дека таков е редот? И овој го гледа зачудено каков. Па еве тој бизнисмен, овој, оној ги реди по име, сите, кој по име, кој по надимак, сите така направија. 1 евро во општината, 1 евро кај вицето. Значи, ова ви го кажувам за да знаете, дека кога се бира тој човек, се бира и начинот на неговото работење и разбирање на политиката. И тој сето тоа ќе си го пренесе од локална на централна власт. Со севицето ќе си отвори една штедилница за да таму може да си ги прави работите и со сеносењето, односно неносењето на инвестиции. Ако 11,5 години не донел една инвестиција во Струмица, немојте да мислите дека ќе донесе инвестиција во Македонија. Туку и тие што ги донесовме ќе ги избрака. Кој ќе почне да ги вика и да ги стои да му даваат мито. Затоа, драги пријатели, треба да си го знаеме тоа. Треба да знаеме дека со секое негово прокламирање нагоре, доаѓа и пакетот со него. Но, драги мои, на 11 декември народот ќе му го зададе првиот јак пораз, а потоа ќе си го подбера струмичани во мај на локалните избори на квоци од таму, од градоначалничката функција, бидејќи видоа со каков човек имаат работа. Видоа уште во времето кога беше случајот Глобал, кога направил работа со која што на криминален начин се направил криминал вреден 8 милиони евра, кога почна процедура против него, почна да збори дека тоа е се законски, дека се е по закон, дека тоа политички му се прави, си добија аболиција од Бранко Црвенковски, се спаси и почна да збори потоа дека не сакало на аболиција. Ама еве, Бранко така одлучи и не може да се спротистави на тоа. Ама не знаеше во тоа време дека ќе дојде време да се направи закон со кој што ќе можеш да побараш аболицијата да ти се поништи. Што не побара сега да му се поништи аболицијата? Знаете зашто не бара? Затоа што тоа што го направи тогаш беше чист криминал. И тоа се виде кога се донесе, малку подоцна се донесе законот за легализација на диви градби. Само што се донесе законот за легализација на диви градби, тој што е формален собственик на Глобал,
си поднесе барање за легализација на дивата градба Глобал. А градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, му подпиша легализација на Глобал како дива градба со неплатени комунали и криминал тежок 8 милиони евра. Тој истиот што викаше дека се било по закон, дека политички сме го гонеле и дека немала никаква законска грешка, истиот човек неполна година потоа подпиша легализација на Глобал и нормално не бара да му се поништи аболицијата. Нити на памет му паѓа да бара. Таков ли човек треба да дојде за премиер? Струмичани се спремаат да го тргнат од градоначалник, он сака да ни влезе на мала врата во Македонија и да ни донесе 300 идеи и суводи за кои се договарал со некој од надвор. Драги пријатели, видовме за него и со тендерите што си ги делео на неговите братучеди, на чичко му, на тетка му, на стрина му, на стрикото, на браќата и на сите други во неговиот клан. Видовме како тој ја разбира политиката и економијата. И сега сака тоа и на државно ниво да го направи. Малку му е веќе Струмица. Голема фамилија се. Нема што да постигнат. Пустија видните луѓе у партијата исто бара, така што сега бара на ниво на држава да го прави истото. И кога зборуваме за него, не можам да не се подсетам, во неколку наврати кажува дека тој се збогатил во време на ВМРО ДПМН. И многу од ВМРО помислија на тоа дека се работи за тоа што навистина во времето на ВМРО ДПМН се создаде една добра бизнис клима. Но не е тоа, драги мои. Тој се збогати од како стана градоначалник. Тоа време се поклопува со времето на ВМРО ДПМН. Од тогаш почнува неговото богатство. Пред тоа имал една бакалница и уште една-две помали бизниси, далеку од тоа што е сега. Далеку од неговото богатство што е сега, кое што самиот кажува дека било 6-7 милиони евра, а сите знаеме дека е многу повеќе. Тој стана милионер од како стана градоначалник. Но малку му е Струмица, бара од народот да го стават и за премиер. Тешко таа работа. Нешто нема да го стават. Него ќе лета и од градоначалник во мај. Драги пријатели, она што е најзагрижувачки е тоа што излезе во последните недели и месеци со тези кои што ја разјаснија кризата, но истовремено многу не загрижија сите. А тоа се тезите кои што тој јавно ги промовира за двојазичноста на цела територија, за промена на уставот, што го кажа на Канал 21, за проширување на рамковниот договор и рушење на рамките на рамковниот договор. Понатаму, за кантонизацијата и за редица други вакви работи за кои што никогаш досега некој не успеал ни со војна, а тој сака на тацна да им го даде ова на некои сценаристи од кои што чека да го донеле на власт. Затоа нема да дојде на власт. И затоа со масовно гласање и излегување ќе се спречи ова сценарио на Република Македонија, на кое што некој работи 2,5 години. И ќе се спречат и други појави. Гледаме пред 2 дена во Дневник излегоа изјавите од ДУИ дека ако ВМРО ДПМН и коалицијата не достигнале 63 пратенички места и сме зависеле од нив, тие ќе барале ДУИ да го предложи премиерот на Македонија. Еве што ни прави Зоран Заев. Ке ни направи каша во земјата за да продолжи политичката криза понатаму. Тоа му е целта. Но нема да му дозволиме. Нема да му дозволи македонскиот народ, но нема да му дозволат и другите. Ни албанците, ни турците, ни ромите, ни властите, ни бошњаците, ни србите, ни никој. Сите заедно ќе се бориме да остане цврста, суверена, независна, силна Македонија, со живото што го имаме, кој што ќе го надградуваме, а не со вакви работи да ни внеси немир и проблеми. Драги пријатели, на Македонија, на сите нејзини граѓани,
на македонците, на албанците, на турците, на ромите, на власите, бошњаците, србите, на сите им треба повеќе работни места. Како што тоа го правевме досега и како што ја намаливме невработеноста од 38,7 на 24. Така сега ќе продолжиме со отворање на 70.000 нови работни места во Македонија во наредните 4 години. Ние се грижиме и за младите. Само преку мерката за вработување на млади лица до 29 години. Само за последните 2 години се вработија над 12.000 млади луѓе. Извозот во Македонија порасна за над 4 милиарди евра. Да ве подсетам, во 2005 Македонија имаше извоз од 1.644 милиони. Сега во 15 имаше 4 милиарди и 55 милиони. Само во Германија во 2005 се извезуваше 292 милиони евра македонски производи. Во 15 минатата година милиарда и 800 милиони евра извоз во Германија. Тоа се огромни работи. Тоа се големи промени во Македонија за кои што голем допринос има оваа политика што ја водиме за добра бизнис клима. Изградивме многу патишта, реконструиравме многу патишта, воведовме, се намали цената на зелениот картон, се намали цената на регистрација, се средија работите во катастер, се воведе електронски катастер, се зголемија пензиите на пензионерите во просек за 70%, а најниските за 90%. Се обезбедија милиарда и 55 милиони евра за субвенции на земјоделците во овој период. Се поделија 62.000 хектари земјоделско земјиште. Буџетот во образование се зголеми за 72%. Се изградија 74 нови училишта. 400 училишта се реновираа. Се воведе бесплатно средно образование, бесплатни учебници и бесплатен превоз. 4700 лекови им се намали цената. Граѓаните сега заштедуваат 33 милиони евра годишно на лекови. Над 100 милиони евра се инвестираа за нова медицинска опрема во Македонија. Се изврши легализација на дивите градби, легализација и можност за купување по 1 евро на дворните места и на местата под куќите. Се заврши и ветениот еднократен отпис на долгови, што го ветивме на последните избори. 15.000 семејства им се отпишаа долговите и заштедија 30 милиони евра. Социјалната помош се зголеми за 70% во овие години во Македонија. Продолжуваме и понатаму, не само со новите 70.000 работни места, и со поддршка на луѓето што прават иновации, и со зголемување на платите во јавниот сектор за над 10,25%. Пензиите исто така ќе се зголемат над 10%. Минималната плата постепено ќе расте до 14.000 денари. Ќе продолжи проектот Купи куќа за млади до 35 години и новиот проект Купи куќа за лица над 36 години. Ќе се градат нови училишта, нови спортски сали, 78 нови спортски сали, 18 нови училишта. Ќе се реконструираат 140 училишта. За студентите предвидуваме промена на студентскиот статус, односно проект за наречен промена на студентскиот статус, односно сите студенти кои се запишани на државните универзитети во квота со кофинансирање од 400 евра. И доколку тие успеат да ги положат испитите со просек од 8,5 во првата година, потоа ќе се префалат на 200 евра, односно како да се примени во групата со 200 евра. Ќе овозможиме и вработување на 4-часовно работно време преку проектот Part-Time за студентите со ослободување од плаќање придонеси, а при тоа нема да го изгуба статусот од редовен студент. Предвидуваме и проект за лазерска корекција на диоптријата за сите студенти од 18 до 26 годишна возраст кои потекнуваат од семејства со приходи до 115.000 денари годишно. Оваа мерка ќе помогне на многу млади со нарушен вид,
а сите трошоци за ласерска корекција на вид ќе бидат на товар на Фондот за здравство. Дополнително, ќе субвенционираме набавка на леки и очни помагала за ученици и студенти од 14 до 26 годишна возраст. Предвидуваме и модернизација на средното стручно образование и реформа на наставните програми, како и програми по информатика во средните училишта. Предвидуваме и проект за субвенционирање на инсталирање на топловодни и сончеви системи во домаќинствата со 400.000 евра годишно. Ќе обезбедиме субвенционирање на грејење со пелети и замена на грејење со пелети наместо на дрва, како и намалување на ДДВ-то за пелети и на опрема за пелети. Ќе ги субвенционираме граѓаните кои за прв пат ќе инсталираат плински систем во автомобилите. Ќе отвориме 140 нови детски градинки и редица други работи кои што ќе помогнат на луѓето. Овде во Крива Паланка се направија многу работи, но ќе се направат уште многу. Се планира да изградба на експресен пат Ранковце Крива Паланка, 4 ленти, 26 километри, експресен пат од Ранковце до Крива Паланка, а потоа и реконструкција и проширување на патот од Крива Паланка до Бугарија. Инвестицијата е 78 милиони евра. Благодарам. Се предвидува изградба на регионален пат Тораница-Саса, Крива Паланка-Каменица, со што должината од околу 125 километри меѓу овие места ќе се намали за околу 50 километри. Предвидениот буџет е 10 милиони евра. Ќе се реконструира и патот Крива Паланка-Деве Бајр во должина од 12 километри, со што ќе се зголеми безбедноста и протокот на сообраќајот кон Република Бугарија. Буџетот за овој пат изнесува 30 милиони евра. Предвидуваме да се доизгради и пругата кон Бугарија, проект кој што многу ќе помогне на Република Македонија и се разбира со многу железнички станици. Предвидуваме санација и изградба на локални патишта во Крива Паланка и околните населени места. Трново, во Конопница, од магистрален пат А2 преку Стублица до Лиска, пристапен пат од магистрален пат М2 преку Стамболици до место звикана Крстата Падина, пристапен пат Мезовски Ливади Градец и така натаму. Планирана е изградба на дополнителни 740 метри од локалниот пат до селото Крклја, Ловечка куќа, Езерце, Калин Камен во соработка со општината. Ќе го подобриме водоснабдувањето на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци и населеното место Луке. Ветуваме отворање на 2 детски градинки во Крива Паланка, од кои едната ќе биде во Конопница. Во двете градинки ќе бидат згрижени околу 80 деца од предучилишна возраст. Предвидуваме и градба на спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски, 2 кошаркарски игралишта, баскет игралишта, а планирана е реконструкција на основното училиште Илинден во Конопница. Во здравствениот дом во Крива Паланка ќе набавиме 13 апарати во вредност со 125.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат за мамографија и ЕКГ апарат. Доделивме и концесии за детални геолошки истражувања за 2 локалитета – Аниште и Садишка река, и двата за минерална суровина олово и цинк, со можност доколку истрагите се покажат како успешни во иднина да се формираат и нови рудници за олово и цинк. Го предвидуваме проектот Рурални развојни зони, каде што сите села во општина Крива Паланка ќе добијат привилегијата на овој проект во наредните 5 години да бидат ослободени 10 во наредните 5 години ако е почнат градбата на индустријскиот капацитет, 10 години да не плаќаат персонален данок на доход, данок на добивка и 50% да се ослободени од плаќање на придонеси. Плюс да им биде дадена можност 10% државата да им кофинансира во инвестицијата и давање на грант од 2000 евра за секое ново вработување. Драги пријатели, ќе продолжиме и со реализација на активности со кои ќе се зачува
автентичноста на старата градска архитектура во повеќе градови во нашата земја, а предвидено е такви санации да се вршат и во Крива Паланка. Почитувани присутни, има и многу други проекти. Но она што е важно е дека на 11 декември секој од вас ќе има две алтернативи и две одлуки. Две алтернативи, едната која гради, создава, се грижи за граѓаните, прави се што може да им помогне да им реши што повеќе проблеми. Да се покачуваат плати, пензии, социјална помош, субвенции. Земјата да оди напред, да влези во НАТО и во Европската Унија. И друга опција и алтернатива, која што прави манипулации, интриги, која што се занимава и се здружува со криминално-разузнавачки структури, која што чека некој однадвор да ја донеси во Македонија. Се гласа за две одлуки. Едната за тебе и за твоето семејство. За сите овие работи што ги говорев. И втората за Македонија. За тоа каква Македонија сакаме. Дали сакаме Македонија како Заев што е замислува со кантони кои ќе можат да се отцепуваат и да ни ја растури државата? Или Македонија црста, унитарна, суверена, независна, насочена кон НАТО и ЕУ и економски се повеќе и повеќе мокна? Таква Македонија сакаат македонските граѓани. И затоа на 11 декември ќе имаме голема победа, историска победа. Историска победа на Македонија преку 63 пратеници за ВМРО ДПМНЕ и за коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Крива Паланка, да живее ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија. Ти знаеш што е по-добро.